Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбуланта. Музиката е меѓу најефикасните методи за смирување од стресот, без разлика дали ја слушаме или пак ја свириме, односно изведуваме. Истражувањата докажа дека музиката има влијание врз срцето и крвните садови, па можеме ли да си го подобриме здравието, слушајќи ја нашата омилена музика? Ова прашање ќе го упатиме на доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Разговорот следува по рекламниот блок. Останете на Телма. За влијанието на музиката врз срцето и крвните садови. Денеска разговараме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов. Еве денешната емисија и ја започнуваме со музика во позадина, да одговара на она за што ќе зборуваме, па може ќе го подобриме и нашето здравје, но и расположение, но секако и на гледачите. Многу луѓе велат дека откако ќе слушаат музика, се чувствуваат добро, исто како после вежбање. Зошто е тоа така? Музиката е комплексен феномен. Значи представува еден вид на уметност, како и ликовната уметност, например, и се применува во смисла за да луѓето се забавуваат, да уживаат и во религиозна смисла. Меѓутоа, ефектот на музиката како комплексен вид на уметност и комплексен вид на физиолошка активност, дејство што ги има врз организмот, е обсежна. Тоа значи дека ние не ја перцепираме музиката само како средство за уживање, тоа не ли зависи каква музика, туку таа во исто време активира голем дел од мозокот. Мозокот знаеме дека директно е поврзан со срцето. Како еден поекстремен пример можам да го посочам случајот во кога имаме интракранијални крварења, мозочни удари, значи сериозни витално загрозувачки состојби, имаме промени на ЕКГ-то. Значи, спрегата мозок и срце се директно поврзани. Значи, ова беше еден поекстремен пример со кој сакам да покажам каква е врската помеѓу мозокот и срцето. А музиката од своја страна активира аудиторни делови од увото како дел од сензорен орган кој е дел од нервниот систем. Меѓутоа, потоа се шири во пониските структури на мозокот, во лимбичкиот систем, влијае на намалување на активноста на надбубрежната жлеза со намалување на секреција на кортизол. И токму поради тоа, ако мериме, вршени се мерења, правени се студии, ја намалува срцевата фреквенција, го намалува систолниот крвен притисок, ја зголемува релаксацијата на крвните садови, значи го намалува heart rate variability, многу важен параметар кој се однесува во однос на фреквенцијата на работата на срцето, а ја одразува балансот го одразува на симпатикусот и парасимпатикусот. Тоа е автономниот нервен систем кој ја контролира неволево работата на нашето срце, на нашиот всушност кардиоваскуларен систем и останатите внатрешни органи. Така што музиката е едно средство кое што не служи само за остварување на висши духовни цели, или не вознесува во повисоки сфери абстрактни и ни дава задоволство, туку директно влијае врз благосостојбата и добробитта на нашиот организам. Кога зборуваме за здравјето на срцето и крвните садови, кое што е поврзано со музиката, може ли да се направи дистинкција која музика влијае позитивно? Дали секоја музика може да ни делува добро на расположението, а со тоа и на здравието? Да речеме, важно ли е дали ни се допаѓа или не? Секако. Значи, кога се правени студии за ефектите на музиката врз кардиоваскуларното здравје, почитувани се личните преференции, значи желби и афинитети на субјектите кои што биле вклучени во тие студии. Меѓутоа, она што е важно во однос на каков е ефектот на музиката, ритмот, темпото, тоновите кои што се користат и кои е укажано дека не само што може да делуваат благотворно, може да делуваат и обратно. Како на пример студии кои што ја споредувале ефектот на heavy metal музика и музиката на Моцарт и Штраус, значи од друга страна. Така што тоновите, фреквенцијата, темпото влијае, ве сега повторно морам да го спомнам мозокот, иако јас не работам директно поврзано со патологија на централниот нервен и периферниот нервен систем, меѓутоа неминовно морам да го вклучам во својата работа и во анализа.
И можам да кажам дека мозокот како и срцето има своја електрична активност која е добро организирана и која соодветствува спрема однесувањето на човекот во дадена состојба. Например, таа електрична активност е различна кога спиеме или се успиваме, кога сме ексцитирани, возбудени, кога уживаме, кога читаме, кога учиме и така натаму. Значи, мозокот има различни фреквенции на својата активност и тие се класифицирани како одредени видови на бранови: алфа, бета, гама, делта, тета. Алфа мозочните бранови се карактеристични за успокојување и концентрирање при учење, додека делта и тета брановите веќе одат во правец на медитација и длабока медитација и сон. Кога имаме музика која делува на успокојување, значи на активирање на овие со пониска фреквенција од 1 до 4 херци, таа делува, значи организмот, мозокот ја фаќа таа фреквенција, се прилагодува на неа и така се сами од себе си се смирува преку тие комплексни организирани координирачки мрежи во различните делови од мозокот, а тоа како последица има успокојување на кардиоваскуларниот систем. И вие организмот го внесувате во состојба на уживање. Но од друга страна, доколку имате музика која што има високо темпо, тактовите се брзи, вие фактички можете и организмот да го насочите во подобри перформанси на изведување на одредена физичка активност. Токму поради тоа и музиката ни е потребна кога ние танцуваме, например, или кога вежбаме, кога джогираме, кога играме аеробик, зумба и така натака. Значи тоа е всушност организиран последица на она што го има музиката врз нашето расположение и нашата потреба. Двигател на енергијата, на движењата. Дури активацијата, ова што го спомнав околу координирање на различни делови од мозокот при слушање на музика, делува на моторните регии пред ние да почнеме да го фаќаме ритмот, битот. Така што музиката е навистина нешто убаво, од Бога дадено, божествено, кое што ни помага нашето живење да го издигнеме на повисоко ниво. Докторке, ако некој слуша класична музика, не ужива во неа, ќе има ли таа позитивен ефект врз неговото здравје? Да речеме, тој човек сака рок музика. Дали рок музиката ќе влие попозитивно во споредба со класичната? Да, бидејќи едноставно не може да ја прифати таа фреквенција, а тој квалитет на класичната музика, постои одбор и не може да се предаде на таа енергија, тие вибрации кои класичната музика ги создава. Тоа е штета во суштина и сега имаме различни видови на класична музика, дали сонети, и симфонии, различни видови на композиции. Но верувам дека оној кој нема преференција за класичната музика едноставно не е нашол својата дефиниција, својата формула која му одговара. Бидејќи и рок музиката нуди нели задоволство на поинаков начин. Класичната музика едноставно не се исклучува, туку се комплементарни. Еве во Америка се правени некои истражувања која музика се смета за музика со позитивен ефект, а која е штетна за срцето. И вели најдобри оцени добил Елвис Присли и Шерил Кроу, а најлоши раперот Тупак. Претпоставам дека ова се однесува на оние масовни вкусови на луѓето, но секој од нас индивидуални има нели преференции во однос на тоа што е добра музика, а што не. Се зборува, докторки, за музикотерапија и кај пациентите со проблеми со срцето. Каква е таа терапија со музика? Само да напоменам во однос на она првата констатација дека различните видови музика имаат различен ефект. Тука не станува само збор за композицијата или тоновите и ритмот на музиката, туку и за текстуалниот дел, она кој што носи одредена порака. Рап музиката е обично асоцирана нели со одредени трендови на однесување во одредени места, во одредени делови на светот. Така што може да се каже дека музиката која што пренесува добри, топли вибрации, позитивни асоциации, делува благопријатно. За разлика од музиката која зборува за трауми, некакви жестокости, немири, нели знаеме секакви видови на музика има. Во тој контекст би рекла дека не само композицијскиот, туку и текстуалниот дел може да нели влие негативно врз нашето расположение, па ние ја прифаќаме, едноставно кажуваме, а таа музика не е мој избор, не е по мој вкус. Па дури може да ни пречи. Секако. Особено ако заликува на какофонија, нели? Кога имаме многу звуци кои не делуваат координирано и кои навистина делуваат
деструктивно врз нашето расположение, активираат различни делови од нашиот нервен систем и го зголемуваат тонусот во гастроинтестиналниот систем, па едноставно сакаме да намалиме, бараме да намалиме или да смениме станицата на радио, на пример. Во однос на второто прашање, терапија со музика. Терапија со музика, од оние информации што ги разгледував додека се спремав за емисијата, дури скоро минатата година еден српски кардиолог има направено една студија од околу 350 испитаници, каде што го докажал всушност ефектот на музикотерапијата, на благопријатната музика врз пациентите кои имаат некакво кардиоваскуларно заболување, односно искемично срцево заболување, значи стеснување на крвните садови. И заклучокот е дека навистина во споредба со оние пациенти кои примале стандардната терапија, а не и музикотерапија, оние пациенти кои били изложени на редовно експонирање на слушање на музика, имале пониски вредности на срцевиот пулс, пониски вредности на систолниот крвен притисок, а примале исто така класичната кардиолошка терапија. И заклучокот е дека да, навистина, делува благопријатно на балансот, го успокојува симпатикусот, кој што делува стимулативно врз нашиот кардиоваскуларен систем и на таков начин го намалува стресот, кој што е физиолошки всушност стрес, но го доведува во пооптимални рамки на срцевата работа, контракциите на срцевиот мускул и периферниот отпор на крвните садови. Може се најде и на податок дека на ваков начин со редовно слушање на омилената музика се намалува и нивото на холестеролот. Може да пробаме со тоа, зошто да не? Како подолгорочен резултат, последица или очекуван ефект всушност од музикотерапијата, секако дека можеме да влијаме на нашето расположение. Со тоа што ние ќе зголемиме нашата свесност, а и тоа е докажано дека еден дел од нашиот централен нервен систем, инсула, кај оние кои слушаат музика е поразвиен и поприемчив кај луѓето за зголемување на свесноста во однос на она што го правиме во текот на денот. Доколку ние јадеме несвесно, кога сме уморни, кога сме стресени, на брзина и не ја бираме храната која што ја внесуваме да соодветства на нашите потреби во тој момент, можеме лесно да направиме грешки, особено кога се однеса во однос на брзите јаглехидрати и брзата храна, која добро знаеме, веќе сме апсолвирале какви ефекти има врз нашето здравје. Но исто така влијае музиката и врз дигестијата на храната. Значи, активноста на гастроинтестиналниот систем, на јадењето ноќе пред легнување, на количината на храната што ја јадеме, содржината на растворливи, нерастворливи фибри, внесот на течности и на сите оние супстанции, храни кои делуваат благопријатно. Можеме да земеме храна која брзо ќе го изманипулира нашиот мозок со многу од состојките што ги содржи, а да не внесеме храна која делува благотворно, како добрите овошје и зеленчуци кои што ни се потребни. Вела дека оние што слушаат музика можат подолго да вежбаат. Дали можеби со музика може да се мотивираат и да почнат да вежбаат оние што никако не може да се натерат себе си да спроведат некаква физичка активност во својот живот? Доколку имаат преференции за слушање музика и имаат развиена таа десна посебна сфера на мозокот која што е одговорна за перцепцијата на музиката, анализа на тоновите и ускладување на физичките, нашата моторика која што е потребно да се усклади со ритмот на музиката, да. Во секој случај треба да се охрабриме, нели? Правени се студии и за деца кои што се експонирани на музика до некоја своја 6-та или 10-та година. Значи, многу подобро ги разбираат тоновите и имаат сенс, имаат осет за ритм, можат полесно да се вклопат за учење на инструменти, свирење на музика, меѓутоа и за танец, за танц. Дали е седно дали ја слушаме музиката или ја свириме, ја изведуваме? Не, свирењето на музиката е веќе многу покомплексна, ангажира други делови од мозокот, други центри и е всушност многу потешко, многу покомплексно. Но во однос на релаксацијата и задоволството, ефектот? Тука е некаде или не? Ако сте професионален музичар, тоа ќе ви представува и товар, бидејќи вие целите кон перфекција во однос на изведувањето на одредена композиција. Да ги намалите грешките, да го доловите она што всушност композиторот сакал да го постигне. А тоа е навистина голема задача. Нели, па представува еден вид стрес, меѓутоа музичарите кои се навистина предадени на својата работа, верувам дека првенствено уживаат во она што го прават,
задоволството е неминовно, дел од креацијата. Важно е со каква фреквенција слушаме музиката, дали е гласна или пак е тивка. Да, доколку имаме прејаки децибели, ние го товаруваме нашето уво, меѓутоа тие делуваат и веќе стресно. Се што е неоптимално, го има контраефектот од она што примерно е наменето. Доколку е прегласна, пребрза таа музика, ние не сме во такво расположение. Еве како што напоменавте за физичката активност. Правени се испитувања кај млади субјекти, значи здрави волонтери, кои били изложени на Брусов протокол, кој ние чисто пати го користиме за проценување на кардиореспираторната резерва кај пациентите и за исследување за евентуална исхемична кардиоваскуларна застеснување на крвните садови на срцето. А тие постигнале подобри резултати од оние кои не биле изложени, не биле стимулирани со музика, многу повеќе бидејќи музиката делувала стимулаторно. Значи потрошиле поголем број на калории, поголем обем на работа завршиле во споредба со нивните врсници кои не биле стимулирани со музика. Тоа е оној ефект што и претходно го напоменавме, нели? Дека музиката може да го стимулира кардиоваскуларниот систем доколку е во интензивна, доколку не е успокојувачка. Еве повторно ќе се вратам на што го спомнавме околу мозокот, испрегата мозок срце, дека активноста на мозокот има голем распон. Како пример, кога сме спокојни, кога сме во некој полусон, таа фреквенција е од 1 до 4 херци. Кога сме многу активни, концентрирани, како пред испит или страшно возбудени, алертирани, возбудени од некаква опасност, може да биде над 30 и околу 100 херци. Кај спортистите се разбира дека не е околу 100 херци, меѓутоа мозочната активност е доста стимулирана, бидејќи треба да обезбеди многукратно зголемување на работата на кардиоваскуларниот систем, мускулите и за да постигне ли некаква цел. Онаа цел што ја гледаме кога се олимписките надпреварувачи и атлетичарите, тие всушност и се спремаат психолошки пред да бидат учесници во некои од нивните круцијални трки и се смета дека многу често користат методот да ги активираат така наречените алфа бранови. Значи музиката може многу да помогне да ние го насочиме мозокот, а со тоа и да го спремиме срцето да заврши одредени задачи. А што е со танцот, со танцувањето? Танцот оди рака под рака со музиката. Дали оваа комбинација е здрава за нашето тело, но и за срцето и крвните садови пред се? Апсолутно многу здрава. Танцот е исто така како и музиката, креација со која луѓето ја покажуваат својата радост, својата добросостојба, благосостојба. Потребата, нели, да се е исто така еден вид на уметност. Меѓутоа пред се, нели, најчесто во најчести сфрхи служи за кога се луѓето расположени таа енергија да ја изразат, да ја експресираат, да извадат од себе. Музиката ги активира моторните зони во нашиот кортекс со тоа што она што ние го перцепираме, го слушаме, сакаме како бит, како такт, како музика и да го пренесеме преку нашиот моторен дел. Значи формираме еден вид на круг со атмосферата во која што се наоѓаме. И исто така да напоменам дека има и социјален елемент кој уште поблаготворно делува на нашиот мозок со тоа што активира голем број на зони. Како на пример кога сме, еве да речеме, и на свадба или на бал, или пак кога вежбаме зумба. Ние сме сите во една целина, нели, потребно да комуницираме меѓу себе и да изведеме активноста онака како што инструкторот наложува, за да има тоа хармонија и да изгледа добро, но и ние да се чувствуваме добро. Значи не е потребно само да ја перцепираме музиката и да ги активираме нашите моторни зони, да ја изведеме танецот во такт со музиката, туку ние меѓу себе се координираме. Значи нашиот мозок во таа состојба извршува многу комплексни задачи, кои за кардиоваскуларниот систем, но и за нашата психа се многу благотворни. И се ослободувачи од стресот. Да, не случајно се всушност, тие знаеме дека се дел од архаичната уметност. Настанале во првобитното човечко општество. И сега велат дека секоја физичка активност е добра за секоја физичка активност не е добра за срцето и за крвните садови. Бидејќи дојдовме до физичката активност преку танцот, што препорачувате? Што е добро за срцето? Секој треба да знае кои се неговите
афинитети. Значи, нели, како што напоменавме, дали сакаме рок, класична, балади, музика тип и така натаму. Слично е и со физичката активност. Различни видови на карактери и темпераменти бараат различни видови на активности. Кога сме помлади, распонот ни е навистина многу поголем и можеме да ангажираме посилни групи на мускули и да изведуваме изразена физичка активност, но кога сме веќе повозрастни, всушност ние со големиот товар на мускулите и на срцето и на зглобовите, значи на нашите коски, можеме да направиме и повеќе штета. Но сепак морам да напоменам дека индивидуално, бидејќи препораките од кардиоваскуларните здруженија, например Европското кардиоваскуларно здружение, се да и пациенти или возрастни особи, да речеме во 8-та декада, доколку се спремни да не ги спречуваме да извршуваат изразено тешка физичка активност, доколку се способни за тоа, имаат долг стаж на тренираност, имаат добра мускулатура, имаат добро срце и така натака. Добра физичка активност е онаа која не релаксира, која што не успокојува и обично на долги стази, кога нели ако секој ден сме физички активни, обично еве како некаква мерка околу 70% од максималната срцева фреквенција. Или сликовито прикажано да можеме и помалку и да зборуваме или да подпевнуваме додека го правиме тоа. Значи, некогаш се случува да ни се стемни пред очите, да го изгубиме здивот, да почувствуваме блага вртоглавица. Зошто тоа се случува? Тоа значи дека најверојатно сме претерале, не сме спремни за таа физичка активност, пребрзо се изложуваме на поголем интензитет на одредена физичка активност, сме дехидрирани, не сме наспани. Значи, во секој случај, мерката ја поминуваме. И во тој момент потребно е да запреме, нели, да се напиеме вода доколку сме жедни и да одмориме, да видиме можеби сме настинати или имаме некаков друг проблем. Во секој случај, пред да се изложиме на некаква физичка активност, ние треба да бидеме сигурни дека нашето срце е здраво. Така. Велат дека секоја активност што не смирува и што не ослободува од стресот е добра за здравието, но исто така се наведува дека треба да сме добро наспани. Каква е поврзаноста помеѓу недоволниот сон и кардиоваскуларното здравје? Кога сонот ни фали, тоа значи дека мозокот не може да се спреми за активностите кои што следат во следниот ден. Моќта на сонот е ресторативна. Тоа значи дека мозокот треба да ги поврати своите енергетски потенцијали од претходниот ден, да ги исчисти токсините на кои што се изложил, стресови, работни обврски, рутина и така натака, и да започне нели повторно со следните активности. Во однос на физичката активност, доколку мозокот не е спремен, може да едноставно ни го влоши резултатот и чувството на благосостојба кој што ние всушност сакаме да го постигнеме. Така што тој ден може и доколку не сме наспани, ние да прескокнеме или да изведеме некаква лежерна физичка активност, блага прошетка, да не одиме, да кажеме, во фитнес сала или да возиме велосипед, да се качуваме на планина. Едноставно да го смалиме доменот на физичката активност за 50%, за 30%, онака како што се чувствуваме. Ги поканими гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани, следува контактниот сегмент на оваа емисија. Доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска, гостинка во студиото на Телма, и таа ќе ги даде сите одговори на сето она што ве интересира на темата на која што денеска говориме. Докторка има бројни нарушувања на сонот кои што можат да влијаат врз несоницата и врз здравјето на човекот. Тука се спомнува ноќната апнеа како особено ризична. Што е тоа точно? Ноќната апнеа значи запирање во нормалните респирации, значи прекин на дишењето, кога ние спиеме. Зошто тоа се случува и за кого е карактеристично? Нашата мускулатура со текот на годините го губи својот тонус, што е очигледно и според она што ние визуелно се наблюдуваме себе си, нели? Меѓутоа, ноќе кога спиеме, мускулите се уште поопуштени, бидејќи целиот организам одмара, само одредени внатрешни органи продолжуваат да функционираат. И доколку имаме дебелина,
стомакот апсолутно го зголемува притисокот врз белодробието и ја намалува вентилаторната моќ на белите дробови. Белите дробови треба форсирано да дишат, па се случува харчењето. Дишните патишта го намалуваат својот проток, бидејќи тие имаат свои мазни мускули, трахеата, бронхите, фарингсот, носот и така натака. И се случува блок. Едноставно, оние нормални респирации не може да обезбедат проток на воздухот и ние губиме здив. Обично партнерот на оној кој што има ноќна апнеа го забележува го забележува блокот во движењето или интензивното рчење. Дебелината, хипертензијата се ризик фактори кои што помагаат она што природно ни се случува, што напоменав, тонусот на дишните патишта да се намали, да се потенцира. Зошто е лошо? Бидејќи кога ние не дишиме, крвта ја менува својата pH. pH е закиселувањето кое што е во многу тесен ранг и кое што може да влијае на спроводниот систем на срцето. Меѓутоа и на исхраната на срцето, на притисоците во него, што значи на долг рок е еден параметар кој може да има негативни последици. Пред се склоност кон аритмии. Кон аритмиите знаеме дека може да бидат вовед во тромботични процеси. Тромботичните процеси може да имаат далекосежни последици на нашиот централен нервен систем, така што ноќната апнеа е еден сериозен проблем кој може да се квантифицира. Значи се мери колку апнеи еден пациент, една особа ги има во текот на ноќта, што се случува симултано и со неговиот ритм и врз основа на тоа се препишува терапија, која што во секој случај вклучува одредување на конзервативни мерки кои добро ги знаеме, значи регулирање на телесната тежина, оптимална физичка активност, примена доколку е потребно на терапија за покачен крвен притисок, но доколку сите тоа не помага, значи се ставаат апаратчиња кои што го надополнуваат она што нашиот организам не може да го постигне. Колку часа сон обично ни се потребни? 7 до 8 часа, но индивидуално е. Во праксата имам пациенти кои ми кажуваат дека не им се доволни 5 до 6 часа, што во принцип јас не можам да кажам дека се слагам, меѓутоа користам едно дополнително прашање, а тоа е дали се чувствуваат свежи, дали лесно се будат, дали во текот на денот имаат потреба да дремнат, да спијат, каква е нивната концентрација, каков е нивниот капацитет за физичка активност. Меѓутоа, она што е како бројка, со кој што често се среќаваме во литературата, дека 7 до 8 часови минимум се потребни за спиење. И при тоа несоницата има различни аспекти, значи некој лесно заспива, меѓутоа во текот на ноќта се буди, не може да удржи длабок сон, тоа е тој сон со тие делта бранови, кој што делува ресторативно, не сонуваме, периодот во кој сонуваме, всушност мозокот е веќе активен, тогаш се менува квалитетот на брановите, мозочната активност. Всушност ние пливаме во текот на сонот, во подлабоки делови и испливуваме. Тоа е нормално да тие фази на сонот, рем и нон-рем фази, да се преплетуваат. Некои луѓето се сеќаваат дека се будат во текот на ноќта, некои не се сеќаваат, но доколку се случи да заспие лесно пациентот и се разбуди, не може да го обнови соното, исто така спаѓа во несоница. И таа представува сериозен проблем, кој што е дел од нашата секојдневие заради изложеноста на стресот, заради неправилностите во останатите аспекти од живењето, недоволната физичка активност. Тука повторно звуците може да ги споменеме, понекогаш помагаат луѓето да заспијат. Тоа е така наречената бела бучава. Родителите ја користат за да ги успијат нивните бебиња, обично кога немаат воспоставен ритам на спиење. Дали советувате бела бучава да се применува кај оние кои што се под стрес во текот на денот, или пак е подобро да си пуштат музика и да се опуштат на таков начин пред да легнат, например? Се што им помага. Значи секој треба да знае кој е неговиот вовед во сон и нели вовед во една релаксирачка состојба пред спиење. Но ова со белата бучава, како например тивкото работење на машината за перење на садови, например. Фенот, искористено. автомобилот, како моторот. Постои музикотерапија, односно постои терапија со така наречени binaural delta beats. Тоа е всушност илузија која што звуците ја креираат во нашиот мозок. Во многу блиска фреквенција, сепак различна, во двете уши, музика, извори на тонови, креираат фреквенција, да речеме, ако едната е 105, а другата е 100.
фреквенции, меѓутоа се различни што ги добиваме во двете уши. Нашиот мозок тоа го перцепира дека се 5 херци. Тие 5 херци, она што претходно го напоменува во врска со алфа, делта и тета брановите, нашиот мозок со одреден временски период, 10 минути па и повеќе, му е потребно да ја прифати таа фреквенција и да работи на таа фреквенција. Тоа е воведот во смирувањето всушност во мозочната фреквенција, меѓутоа и не само тие binaural. Binaural потекнува од би е 2, aural е уши. Значи во двете уши различна фреквенција. Меѓутоа и monoaural, значи со истата фреквенција, односно на двете уши иста фреквенција може да предизвика успокојување на мозокот и мозокот да добие, да прифати фреквенција која што е пониска, да го смири. Например, еве сега вие да гледате еден хорор филм или трилер, кој што е многу напнат во текот на ноќта, нели често пати добивам предупредување, не е наменето, овој филм не е содржи такви сцени, или има деликатни моменти, не се препорачува за пациенти кои имаат проблеми со срце. Значи, таму потекнато не е нешто апстрактно, тоа директно се воведува во врска со нашиот автономен нервен систем. И со стресот. И со Што стресот. се случува кога сме под стрес? Се лачи адреналин, се лачи кортизол. Ние се чувствуваме, имаме симулација дека ние сме загрозени. Например, ако добиеме некаква непријатна порака која што се однесува во однос на нашата работа, или еве сега ова со војната, што се случува во Украина, па шпекулирање со информации околу потенцијално уништување на нуклеарни Централи, така. Нуклеарни централи. Секако дека тоа не е пријатно доколку дојде до некоја точка на ескалација и се случува руминација на таа идеја, конструкција на мисла која може постојано да циркулира во позадината на нашиот мозок. И ние доколку се може би тоа е една погруба симулација, меѓутоа луѓето имаат навистина проблеми. И тие идеи можат константно да бидат присутни во нивната свест и през заспивање и набудење, па ги супримираат, се занимаваат со одредени активности. Меѓутоа таа идеја, таа мисла може постојано повторно да ги мачи и да им предизвикува непријатности, да не може да се опуштат и да влезат во таа ресторативна фаза на длабокиот сон и да бидат свежи. Тоа, доколку имаат и генетски предиспозиции, може да го зголеми кортизолот, да зголеми напнатоста, да зголеми крвниот притисок, да предизвика одредени аритми. Сите сме помалку или повеќе склони за одредени ескапизми, еве да ги наречам, во однос на нашето здравје, а тие да не представуваат сериозен проблем, например аритмиите. Во најголем процент тие се бенигни, значи представуваат знакче дека ние сме напнати, а не представуваат проблем на срцето. И ако добро распрашаме, ќе утврдиме дека пациентот има стрес, му се случило тоа пред 2-3 недели и така натака. Како му прескокнува срцето во градите. Да. Имаме гледач, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете, кој е вашето денешно прашање? Голем поздрав до докторката и до тебе, Марија. Ви благодарам. Вака, ме интересира, имам јака бучава во главата, посебно во десното уше. И тоа ми се дешава можда преко 10 години. Некад дури неподнослива, како да ми штури нешто, како да ми пишти во ушето или во главата ли, не можу да преметим тој. И имаме од време на време крчење и несвесница ме фаќа од време на време. Па ќе ме молам докторката ако може нешто, некој совет да ми даде. Ви благодарам за вклучувањето во програм. Ова не е кардиолошки проблем, но е исклучително честа состојба кај луѓето. Се работи за тинитус. Да, се многу работи непријатно. Тинитус представува вид на неурит на ушниот нерв и потребно е да се јави на оториноларинголог, да се процени аудиометрија, да се направи да се види за каков проблем се работи. Понекогаш е и нормален процес од старењето. Може да биде последици одредена инфекција. Доколку е акутен и навистина непријатен, може да се даде терапија малку по-силна, за да може да се смири иритацијата на нервот. Но треба да се проценат и други елементи. Дишните патишта што се поврзани со аудиторната туба, дали постојат некакви, дали е потесна, дали добро се дренира, дали има зголемен притисок, проблеми со средното уво, да се видат електролити, нели, сите елементи кои би можеле да влијаат. Обично помага гинко билоба од она што го знам, но доколку е поизразено, сепак потребно да се јави на оториноларинголог. Така.
продолжуваме со стресот. Сите велиме дека живееме под хроничен, константен стрес. Тоа е нешто на што сме навикнати. Но може ли стресот да ни го покачи, да речеме, крвниот притисок? Но пред да ни одговорите, ќе го вклучиме следниот гледач во денешната Телма амбуланта, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден, Марија. Добар ден, повелете. Здравто вас и до почитуваната докторка. Посебно ја почитувам зашто е многу едноставно ги објаснува работите. Малку од почеток не ме пратев, сакам да ја прашам дали хеви металот, мислам музички смер, дали делува лошо на срцето и крвните садови на нас, возрастните не, затоа што ние не ја практикуваме, не ја слушаме, меѓутоа на младите деца и какви последици остава тоа. Дефинитивно немам здравствени проблеми со срце и крвни садови, уште не сум заљубена. Кога ќе се заљубам, ќе и се јавам. Се најубаво, пријатно. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Ние споменавме на почетокот на емисијата делумно за хеви металот, но еве, што е со младите? Докторке, толку уживаат во таа музика и толку им се допаѓа. Младоста е посебен период. Сите сме биле млади и знаеме дека е полна со енергија, полна со ентузијазам. Таа енергија бара насока како да се изрази. Доколку тие уживаат во музиката, сигурно дека нема да има последици, меѓутоа доколку здраво уживаат во музиката, ги пронаоѓаат оние позитивни, креативни, се поврзуваат со музиката на правилен начин. Да не биде поврзана со злоупотреба на субстанции, да не се слуша музиката под действие на одредени дроги, ете во социјално прифатливи услови, алкохолот, да кажеме, колку може да го поднесе, да го изметаболизира е во ред. Значи, не е толку музиката таа што ги креира проблемите, колку целиот тој комплексна ситуација, во кој што се ужива амбиентот, да, и кон што води. Доколку води кон позитивен израз на младите луѓе, кои се под силно влијани на нивните хормони, младоста е единствена, нели имаме таа слика дека е вечна, дека се можеме да направиме, треба да ги поддржиме. Значи, и таа има своја смисла, меѓутоа да не премине во контрапродуктивност незината примена. Но како пак влиза членовите од семејството доколку се слуша во домашен амбиент, доколку има тортура, треба да има договор, треба да има договор. Значи да има смисла таа музика, што слуша во одредено време. Ако не ти се доаѓа музиката, ефектот всушност е негативен, што значи дека треба да се почитува. Можеби на слушалици ќе биде најдобро да слуша тој што ја ужива. Уште еден гледач ќе вклучиме во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, повелете. Во сон, додека сонувам, ме души нешто. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Додека спие и сонува гледачот, чувствувал гушење, спомена. Така. Треба да се евалуира, да направи преглед, за да се види каков проблем има, на што се должи, дали е психолошки, некакви стравови или се работи за поизразено отстепување на виталните параметри, на крвниот притисок и пулс. Значи може да бидат и органски причини, но може да бидат и неоргански, психолошки причини. Значи една поголем страв, паничен напад може да предизвика такво чувство дека се гушиме, дека нешто ни се случува. Во секој случај, за да се расчисти, треба да ги направи основните испитувања. И моето последно прашање за денеска се однесува на стресот и можностите да ни се покачи крвниот притисок. Што доколку живееме во хроничен стрес, а живееме сите да смениме средината. Доколку ќе ни помогне еве доколку летниот период отидеме 10 дена на одмор? Еве да ви кажам дека сега она што од пациентите што се јавуваат, сега поретко доаѓаат пациенти кои се жалат на покачен крвен притисок. Во летниот период? Да, директно да го поврзам со тоа дека луѓето се порелаксирани. Можеби не се тука, уживаат некаде или доколку се тука, се порелаксирани. Природата е навистина одговорот, според мене. Ние припаѓаме на природата, нашиот град не е малку не е доволно урбанизиран за да може да ни ја обезбеди таа природа непосредно
во нашите качиња. Некои од населбите имаат дворови, паркови, зеленило, кој што ги абсорбира високите температури, има добра вибрација, не смирува. Затоа нели бегаме во природа. Прошетките во природа се Да, прошетките во природа знаеме каков е ефектот на морето. што смируваат. Големата количина на вода има исклучително позитивни Така вибрации, било не доволно да се смирува. слуша шумот од На брановите да. и тоа влие врз Ете белата смирувањето. бука, всушност. Да, дојдовме Да. повторно до истото. Бела бучава што се нарекува. Да. Значи повеќе престој во природа, да бидеме повеќе во контакт со природата, да најдеме механизми за да се смириме и секогаш да оставиме простор да си ја слушаме музиката што ја не сакаме и дури релаксира и уживаме во пронаоѓаме неа. нови музички правци. Значи музичките култури во светот имаме многу Да не се видови, задржуваме на огромен музиката број. од наше време, што знаеме да кажеме. Тоа не го споменавме. Како музиката всушност може да не врати во времето од нашата младост, кога се формираат тие неурални мрежи кои што се многу силни и вие всушност со нешто што сте го слушнале во рана возраст можете да доживеете истата ситуација кога првпат сте ја слушнале таа музика. Бидејќи се градат врски мрежи помеѓу одредени делови од кортексот како најсовршената форма од нашиот централен нервен систем и од лимбичкиот систем. И тоа е навистина како искуство многу силно и може да ви репродуцира едно убаво или неубаво доживување. Музиката ја има таа моќ. Музиката е навистина моќна. Така и е моќна да го подобри и зачува нашето здравје меѓу И другото. нашата благосостојба. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Телма амбуланта, што одлучивте да говорите на оваа тема, интересна, не секојдневна, научивме нешто ново. Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека ги задоволи интересите на публиката. Почитувани, ова беше доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Ви посакувам убав ден и секако редовно слушајте музиката во која што уживате. Пријатно.